Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Повеќе од 3 децении се обидуваме да се позиционираме како стабилна, праведна и демократска земја, но и покрај формалните чекори напред, реалноста постојано разоткрива болната вистина, а тоа е непотизмот, односно поставувањето на блиски роднини, пријатели или партиски послушници на позиции на моќ, што кај нас веќе се смета и за нормална појава. Овој феномен не е само морална аномалија, туку и директна закана за развојот, функционирањето и самоопстојувањето на државата. Прашањето е, зошто ниту една власт досега не се зафати сериозно со решавање на овој проблем? Одговорот не води до самата срж на политичкото и општественото уредување. Во јавниот сектор вријат примери на непотизам. Таму каде што платите се високи има превработеност, таму пак каде што платите се ниски не достигаат работници. Државата има солидни закони, но и недостасуваат лидери со интегритет, политичари и институционални и предводници кои ќе ги спроведат тие закони непристрасно и доследно. Непотизмот, а со него и непрофесионализмот делуваат девастирачки од повеќе аспекти. Ги обесхрабруваат и демотивираат чесните административни работници, ги одвраќаат младите луѓе од јавниот сектор и испраќаат силна негативна порака до целата јавност, дека системот е затворен и нефункционален. Кога институциите се преполни со сопруги, тетки, стриковци, братучеди или лепачи на плакати, наместо со луѓе со знаење, вештини и визија, напредокот на целата држава стагнира. Затоа темата денес во црвена линија е непотизмот. Зошто ниту една власт досега не го реши овој проблем? Ова е прашањето кое што денес црвена линија ви го поставува вам. За да го одговорите, треба да завртите телефонски број, добро познат веќе, а тоа е 02-307-0005. Напомена, исклучително важна и од технички аспект, колку пати и да треба ќе повторуваме, се со цел, нели, повеќе да се реализира добро и да веднаш бидете и вклучени, но и веднаш да бидете, нели, во сознание дека ве чекаме и со нетрпение сакаме да го слушнеме вашиот одговор. Тоа значи дека штом ќе го завртите нашиот број, веднаш треба и целосно да се намали тонот на ТВ приемникот. Ете, тоа е оно што го бараме, што се однесува до технички аспект. А кога е непотизмот, верувам дека секој еден од нас и како има одговор на ова прашање и зошто ниту една власт не го реши проблемот со непотизмот. Кога сме кај прашањата, црвена линија секојдневно објавува и анкети кои што можете да ги пронајдете ако не заследите на Инстаграм, профилот е црвена линија, тоа што ви треба, но и профилот на Телма телевизија. И веднаш штом не заследите на Инстаграм, кликнете и на Инстаграм стори. Тука еве какво прашање имаме за вас за денес. А тоа е, граѓаните секако губат, но кој најмногу профитира од непотизмот? Имате 3 опции за одговор. Под А, политичарите, под Б, роднините, под В, партиските активисти. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор на ова денешно прашање, ќе сумираме во проценти, а резултатите, како и секогаш, ќе бидат објавени некаде кон крајот на црвена линија, поточно по рекламите. Ете како изгледа на Инстаграм, заследете веднаш, учествувате во анкетата. А и со нетрпение, признавам, сакаме да почнеме со оваа дискусија и токму од вас да слушнеме зошто ниту една власт не го реши проблемот со непотизмот. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Господине Роме, вие сте, предпоставувам. Поздрав, да, тој сум јас. Да, вие сте, па повелете. Тина вака. Народот сега нема никаква култура. Не мисли за држава, мисли само за својината своја. А и редот на функција тие што не разбират ништо. И затоа држава не е ваква. Треба да се стави човек што има талент, за да може да раководи, а не овие фамилиарно се ги кријат. Зашто тие не знаат ништо. Само за земање пари знаат. За друго ништо. Не мисли ни за држава ништо. А од мајката земја побава нема на светов. Една е мајка. И една е мајка земја родна.
што те родила. И што те доила, што те израстила. Добро, еве Ето ти е кажете ми мајка. во ред, непотизмот, зошто не може ниту една власт досега да го искорени? Зошто е тоа нешто што не дефинира секојдневно? Затоа што тие мислят само за своите, за својината. Не мислят да ставят на функција некој паметен човек. Само од фамилијата нивна. Затоа држава вака ние. Ние растурија државата. А најголема држава и најстара држава на светот е Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Така е, Тина? Па добро, Поздрав од благодарам многу. Секако драго ни е што редовно и не следите и учествувате во Црвена линија. Така нека биде и понатаму. А со оглед на тоа што сте и првиот гледач со кој што започнуваме денес, останете и продолжете да не гледате, бидејќи допрва верувам ќе биде активна и богата оваа дискусија. Сите сте добре додени, а кога зборуваме за непотизмот, верувам дека ќе имаме и гледачи кои што и како ќе посакате од прв пат да се вклучите во Црвена линија. Па еве денес уште еднаш да повториме за оние кои што подосна се вклучија, непотизмот како проблем и појава, зошто ниту една власт не го реши. Добар ден. Добар ден, убав ден. Зашто не го реши? Затоа што политичарите си ги завработуваат своите роднини, а не гледаат ни партија, ни политика, него гледаат да запослат не писмени. Значи, не треба да се запослува неписмен, него треба професионализам да биде, па тек тогаш државата ќе цвета, иначе вака не цвета ништо. Толку од мене и не сакам повеќе да дискутирам, затоа што ова е страшно нешто што ни се случува. Во администрација све неписмени, отидете на шалтер, ќе ви се обратат со бре, со мори, вместо повелете, изволте, страшно работа. Значи од корен треба да се смени све, да се најде професионалец кој што ќе извршува својата работа и работни задачи. Според вас, еве, зошто никој, ниту една власт не ја отстрани оваа појава? Затоа што се интересите во прашање. Не, роднината, пријателот, секогаш ќе биде како шпиони, ќе работат и ќе им пренесуваат што се случува. Не гледа да направат нешто што треба во општеството и за државата. Само гледа да се... Добро. Дали сте се уште тука? Да, Да, еве и на анкетното прашање. Најмногу од непотизмот кој профитира? Политичарите, роднините или партиските активисти? Политичарите. Политичарите. Благодарам за одговореното, за споделеното. Останете со нас, следете не и гледайте оваа Црвена линија која ја продолжуваме и понатаму. Верувам со голем број гледачи како и во секој едно издание. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, повелете, ве слушаме. Па видете вака, Тина, Господ прво себе си пустил брада, па после дал на другите право да земат брада. Е така ти и во политиката. Политичарите се обкружуваат со своји луѓе за да може да владеат. А како после ги контролираат своите луѓе, нормална работа со тоа што им дозволуваат и они помалку да фаќаат од медот, така се шири мрежата. Значи, тајната лежи во народните поговорки, ќе го добиете прашањето на одговор. Еве јас ќе ве земам, ќе ми извините, ама морам вас медиумите малку да ве црснам. 5 национални телевизии. Кажете ми, од тие 5 телевизии јас ќе ви кажам само дека 2 сте критични кон владата. 3, аве розово, све е розово во државата. Дали ме разбирате? Зошто е тоа така? Знаете зашто? Па затоа што зимаат од медот. Државата ги финансира, ги плаќа. И како мислите дека вие тие ќе кажат дека нешто лошо се случува? Еве, земете го примерот вчерашната изјава на премиерот за пензионерите. Одеднаш гледате, до вчера се тврдеше дека ќе се наруши системот во пензијскиот фонд ако се оди на линеарно, си нека премиерот искаче вика не, ние ќе ги изголемиме линеарно. И сега што се случува? Што е тоа? Тоа е држање на пензионерите на кратка узица, да не речам за ситни пари да им го купи гласот. Меѓутоа, кој денеска реагираше дека тоа е предизборен подкуп на пензионерите? Никој. Или земете го министерот за земјоделие. Прокука од него земјоделците. Ама зашто не го чускат? Па тие што чарија околу него за јагнињата.
Благодарам за споделеното, за учеството во Црвена линија и ќе подсетам еве особено за оние кои што за прв пат ќе се вклучите во Црвена линија. Верувам ќе имаме денес особено кога зборуваме за непотизмот, голема активност од ваша страна. Не заборавајте дека за секој едно јавување временски се предвидени 90 секунди. Тоа значи дека и тајмерот ќе биде објавен на екраните за секој едно јавување, за да можете да го координирате времето на вашето излагање. По 90-та секунда автоматски се прекинува разговорот, се исклучува тајмерот, но тоа не значи дека не можете повторно да го завртите нашиот број 02307 0005. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали имаме некого на линија? Добар ден. Ало, Добар ден. здраво. Здраво. Па види вака, зашто вика? Затоа што никој не им стапнал на вратот. Затоа. Значи, зашто од кого да се плашат? Од овој народ овдека. Ова тука, што викат, како вика, имаше еден специфичен збор, плотантна маса. Знаеш, она плотирање што е? Да плута нешто, да плива на површината, ама нема корен. Нема ништо, само плива од згора. Како оно Саргаско море што го викаат, тие алгите там. До што да се плаши? Од нипре да се плаши. Нема страв, зашто си ги манипулира како сака, им дава 1000 денари усогласување на пензии и сите викат браво, да живее султанот. Епа, како да се они плашат и да не спроведуваат непотизам. Ке се спроведуваат зашто ке се ги вработи своите, зашто да вработи некој експерт, стручњак или ова. Ке се вработи своји луѓе. Непотизмот се решава на еден начин, како на времето Јосип Броз со неговите комунисти и партизани. Така се решава. Едноставно, ајде голиот ток, ваму, таму, онаму. Според вас, еве, кој најмногу профитира од непотизмот? Политичарите, роднините или партиските активисти? Највише политичарите, после нив доаѓаат нивните политички измеќари. Затоа што мора да им врати на некој начин. Ајде, поздрав. Благодарам за учеството и за споделените ставови со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Дали се слушаме? Да, дали го намаливме тонот на телевизорот? Да. Продолжете, ние ве слушаме. Ало. Ве слушаме. Вака, непотизмот владе затоа што оние што се вистинските интелектуалци, како што ќе го завршат факултетот онака како што треба, за разлика од оние кои што ги купиле дипломите, нема да ја одговара на ниту една власт. Затоа што им требаат полтрони. Луѓе кои што ќе им ги извршуваат само задачите кои што им се зададени, за да ги извршат, а оние кои што имаат достоинство, имаат чест, достоинство, кои што не се покварени, ниту може да ги подмитат на било кој начин, дали парично или на друг начин, не се подмитливи, тие никогаш нема да бидат ниту до власта, ниту да дојдат до некоја голема функција која што ја заслужуваат. Не е непотизмот само овде во власта и во Македонија, насекаде има непотизам, но покрај во власта има и во други институции, кои што се покрај што се световниве има и некои други институции каде што постои власт, каде што власта им се дава на луѓе кои што ако е на некој внук, како народната поговорка, ако дедо ти е владика или војко ти е владика, ти ќе бидеш поп и ред други работи. Така и тоа се случува и во самата таа институција каде што ви го дадов примерот. Пријатно. Благодарам за учеството и секако останете и гледајте не и понатаму. Секако ќе ве подсетам да учествувате активно за вас кои што подоцна се вклучивте и во нашата анкета која што е објавена на Инстаграм. Доволно е да не заследите Црвена линија профилот кој што ви треба и профилот на Телма телевизија. Подсетуваме денешното анкетно прашање на Инстаграм на Црвена линија е: граѓаните секако губат, но кој најмногу профитира од непотизмот? Како што гледате, имате 3 опции за одговор. Под А политичарите, Б роднините или под В партиските активисти. Продолжуваме со гледачите во живо и еве да почнеме и од ова анкетно прашање. Добар ден.
Да одговорам. Политичарите профитираат. Една вистина, потврдена. Нека пуштат комисија секој човек да дознае. Политичарите профитираат најмногу. Меѓутоа, Министерката за образование продава басма, класично кажано македонски. Книги пуштија за ученици во Војдан Чернодрински кои почнуваат без број 1, него 18, 20, останатите листови скинати шкртани, не се гледа и не се чита. Она продава басма на телевизија и кажува дека тоа и тоа и тоа ќе се направи измислените нејзини приказни. Нека ги откријат граѓаните, одговорните нејзините лажни ветувања. Децата во Војдан Чернодрински никогаш не добија основци од 1 до 8 оделение, уствари до 9. Кој ќе ги сузвие тине душо тие такви што народот страда? Лажат народ на телевизија, страдаат невинни луѓе. Наставниците пишувале петки од страф од родителите. Срамота да го каже како такво место, како предпоставена на тие невини малолетни деца кои работат и учат без книги, а ги обвинува нивните испатени родители и нивните не. Благодарам многу за одговорите и споделеното со гледачите. Секако да бидете активни на Facebook, тоа е она што е секако добре дојдено за оние кои што нема да успеете да се вклучите во живо. Еве како изгледа профилот на Црвена линија на Facebook. Секогаш преку фотографија, анимација објавуваме за темите за кои што зборуваме совеса. Денес темата е непотизмот. Поточно непотизам и зошто ниту една власт досега не го реши овој проблем. Пристигнаа коментари наскоро по вклучувањето на следниот гледач или можеби гледачка. Ќе продолжиме и со споделување на коментарите. Се разбира, пишувајте и бидете активни. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Непотизмот, тоа пак значи, влезнен е сегнен и у владата и сегнен. Мислам за пензиите ще е проблем. Пензиите, сега вие ще имат мали пензии, се бунат, исти пари ще ги вземат, а тие ще имат големи пензии да не ги вземат. Дали ви е намален тонот на телевизорот? Сега че намален. И не е много битно тоа намалене. Не е битно тоа кој колко ќе земе. Проблемот е... Зошто еве непотизмот не може како појава да се искорени се уште? Не може, владата си бара луѓе што треба да гласат за неја. Значи тие пензионери што 15 години биле на работа и тие другите што биле 40 години, значи вие со 15 што зимале се у животот и продавали акции, и станеви му давали и се, и у плико зимали пари, сака да се рамнат со исти пензионери што се, мислам, што биле у институциите, други институции, ки што нема таму у државните институции. Па не може исто да биде. Значи на некој му текнало од негден таму. Добро, благодарам за јавувањето. Подсетувам, внимавајте на тајмерот, 90 секунди се предвидени за едно вклучување. Кој сака да се надополни, надоврзе, додека трае Црвена линија, тоа можете да го сторите повторно, односно повторно да го завртите нашиот број. Ајде да слушнеме од следниот гледач, гледачка, кој според вас и најмногу профитира од постоењето на непотизмот? Дали се тоа политичарите, роднините или партиските активисти? Добар ден. Добар ден. Еве, кој најмногу профитира според вас од... Профитираат и едните, и политичарите, и нивните роднини пријатели тамо. Чисто непотизам. Значи, тука затоа и се поставува. Секој една власт сака да си ги постави своите луѓе за да може да владае. Инаку не би владеела. Вака трескат глупости едно друго, сите работи
И си терат и понатаму. Ке си го истерат мандато, може ке земат уште еден мандат, не се знае, може ке добијат, ништо не се знае, сега веќе се и пред локални избори сме, може ке лапнат и некое место таму во локалните избори, така да, ете, тука е непотизмо, затоа им треба, сакат своји луѓе, поготово ова власт е многу и како е позната по тоа. Например, борбата за ова е од АНБ, уште трае цела година, стрижена, бричена. Има фалсификован сертификат, не имал фалсификован. Му поминал рокот на сертификат, не е битно дали му поминал рокот. Има фалсификована диплома таму, несоодветна диплома за тоа место, нема за добра е дипломата. Тоа е чисто пример на еден непотизам, значи. На некој му одговара, на кој му одговара? Па му одговара на премиер. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Продолжуваме понатаму секако со вас и подсетување пред да вклучиме понатаму гледачи, секогаш кога ќе сакате да се информирате повеќе целосно и квалитетно, не заборавајте редовно да кликате и на telma.com.mk. Па во однос... Добар ден! Па еве ќе споделам... И љубав ден. Најубав ден и вам. Да ми дава на сите. Едно нешто ќе кажам. Јас сум македонец од Македонија. Благој Донов, Влашко Комитто од Кавадарци. Не ме прекинувај, ќе кажам. Значи, у Македонија има многу политичари, аналитичари, критичари, демагози, педагози, психолози. Значи, се разбира това Македонија, нашата Македонија. Значи, никој, секој еден може за некој нешто да каже, да го повреде, да го навреде. Треба некој закон да се донесе, мое мислење. Значи, не можам ја тебе да навредам, да те повредам. Значи, моето мислење можам да го кажам. Можам да кажам за пензионерите. Можам да кажам за пензионерите се најубаво. Значи, тие што работеле во администрација, секоја чест, заслужуваат. Често и поштено се работеле работа. А од каде ја деле вие другите? Земјоделците, ние што се на нива так ги оставијали. Не дај Боже, утре никој да не саде нива. Да видиме од кај ќе јадат, шо ќе пијат и шо ќе и како ќе живеат. Значи, подценување има на дејностите. Значи, таа у текстовот што работела, он работел во администрација, секоја чест. Не викам дека не треба да има администрација. Таа у текстовот затворена, притварана, не и плаќале, придонеси едно. Значи, он допринесувал. Од каде, како и колку, не знам. Кога отишол у пензијско личе, му одредиле пензијата толку, шо понатки бара. Значи, тоа што го допринесувал, се зима таа пензија. Пријатно, фрајтниче, не треба демагогија. И законите не се од Марс. Благодарам многу за одговорите. Ајде малку сега на Фейсбук. Подсетувам, вака изгледаме, за следете Црвена линија, но и Телма телевизија. Паралелно ги објавуваме темите на двата профила. На прашањето зошто ниту една власт досега не го реши проблемот со непотизмот, еве што напиша Александра Блажевска-Тодоровска. Затоа доаѓаат на власт они за да си ги вработат своите на добри места и да украдат ако може нешто. Сигурно не за доброто на народот и државата. Благодарам Александра за коментарот, за активното учество во денешната тема. Продолжете да не гледате ако не гледате, а секако останатите продолжете да пишувате коментари. Добар ден! Добар ден, убав ден, поздрав од Охрид. Ајде да кажам поздрав и до вас. Благодарам. Па вака, непотизмот е златна кокошка на тие што се на власт. Затоа што тие ја кројат политиката во државата, тие ги одредуваат правила, прописи и сето тоа, сакали или неќеле, ние мора да се владееме по нивното правило. Тие одлучиле така и така ќе биде. Ние не можеме ништо да направиме, но само ќе кажам, да речам, два примера. Како се рекламира, да речеме сега, ВМРО ДПМН пустил автопат од Врбјани до Ботун, а нема алтернативен пат од каде граѓаните 22 села не може да се отидат дома. Не дај Боже да се јави пожар, нема од каде да влезе возило да гаси. Не дај Боже да има потреба од брза помош, нема од каде да влезе возилото брза помош да помогне. Ја ми се чини, значи, тоа е еден од тивен.
Втор момент кој што политиката си го прави своето. Некогаш ти излага граѓаните за да гласаат за нив, им такса 5000 денари, значи меѓуто им ги даде на 2 пати по 2500. Сега најнов гаф, ќе го речам на председателот на владата, вика че идеме сега со линеарно, а законот не е променет. Че даваме по 1000 денара сега и 1000 денара на пролет во март месец. Дали тие 1000 и 2000 ги покриваат трошковите на кошницата, дали може да се преживи? Благодарам многу за споделеното. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Зошто ниту една власт не го реши проблемот со непотизмот? Па највеќе профитираат политичарите, а најмалку партиските активисти. Е тоа ќе ви кажам. А профитираат и сите оние останати, например, кои што пред кај сега може пак да се оние кои што имаат војковци, владици и ред други кај што може да профитираат, да стануваат, да бидат старешини по цркви и по ред други работи. А оние кои што имаат завршено тварно со труд, со мака, со непроспиена ноќ, не може да дојдат на позиција. И затоа самата власт, секој кој што работи по цркви нека нека видат, затоа што никој не е осигуран. Значи не се плаќа ни придонеси ни ништо. 25 години како работам, само 2 години имам стаж. И утре кога ќе дојде време за пензија, каде кидам јас? Годините ќе ми поминат, никој нема да ме вработи на 50 и нешто години. Тоа е трагедијата на нашето општество во Македонија, каде што не се зема во обзир се. Значи, кога некој работи, треба и да биде осигурен, да му плаќа без разлика, да му се плаќа и здравствено, и пензијско, и се. А не да работи некој, а да ништо да не му биде плаќано. Ниту пензијско, ниту здравствено, па едноставно, кога ќе помине рокот, кога ќе ти поминат годините, џабе ти е се. Пензијата нема да ја добиеш. Еве имам случај со еден пријател кој што веќе има скоро 70 нешто години, е на раб на екзистенција. Никој не му помага. Значи ни самата држава, никој. Човекот едноставно е доведен до просечки стап. Според вас на кого најмногу му одговара непотизмот? На политичарите, на роднините или на партиските? На политичарите и тие што се најблиските околу нив врхушка. Најблиската врхушка околу нив, а партиските активисти не им одговара. Некои ќе ги вработат може тук по некои места, но поголемиот дел се дистанцирани, се маргинализирани, офрлени како после употреба бацити, што викаат србите. Така да, тоа е тоа. Благодарам многу. Поздрав, убав ден и убав викенд. Благодарам, но останете се уште трае црвена линија и нема да изоставам повторно да ви се заблагодарам што ги споделивте вашите ставови со гледачите на црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ке мора погласно. Добар ден. Убаво ве слушаме, повелете. Прашањето е непотизам. Да, зошто ниту една власт не го реши овој проблем? Ниту една власт не го решава, ниту една власт не го решава проблемот затоа што ја одговара на власта. Она го измисли непотизмот. И сите што нема критична маса, нема кај се новинарите, не знам што те ми вработуваат, што дали пратат ова, дали го критикуваат, дали го ставаат на емисии. Сите што се овие јавните медиуми не зборуваат за ова, изгледа дека не смеат. Значи тоа сите медиуми во Македонија се провладини. И тоа е еден проблем, значи не се атакува на тоа, не се кажува секојдневно дека ова се прави. Еве сега најновото случај што беше во ова, како се вика, за ова вработувањето во навигацијава. Така. Еве ќе ви помогнам, зборувајте режијата, ќе побарам да го покажеме овој наслов. Продолжете. Така тука е. Проблемот е во што повеќе нема ни новинари, а не гледам критични новинари што ќе критикуваат нешто, што смеат да критикуваат уопште. На ниту една телевизија го нема тоа. Така проблемот е тука, заеднички е проблемот и на народот и на медиумите. А владата си прави и понатака ќе си тера по свое. Благодарам и пријатно.
Благодарам многу и вам за учеството. Кога сме веќе кај telma.com.mk, она што го сподели и гледачот секако е Веста, каде што сопругот на директорка и заменик председател на УМСН ВМРО ДПМН вработени во МНАФ, реакција на синдикатот кој бара поништување поради нетранспарентност и непотребни вработувања. Секако задржате го вниманието на овој наслов со оглед на тоа што денес Црвена линија со вас зборуваме на тема непотизам, тема која што се повторува од година во година. Токму од тие причини прашуваме зошто ниту една власт досега не го реши овој проблем. Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Ало, добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Ало, јас сум или? Да, вие сте, продолжете. Да, како да речеме, кој се брка во медот и си ги лизе прстите, па тие околе нима, околе власт, зашто да не. Секој сака на лесен рад да си се запосле, да се биде на убаво место, на поголема плата, зашто да не. Јас не можам толку да кажам како овој Лупчо што кажува полицајецо, дали за пензиите биле малку, дали многу, стално не критикуват нас пензионерите, дека ние сме гласале за ова власт, пошто ни покачале 5.000. Па ние качале 5.000, сега малце не бива по илјадарка, требало па 5.000. Абе, ние никак не сме задоволни. Дај бе, луѓе, оставите на младите, има фамилии, има све. Нака и поке се на ним плата, ако и на нас, не викам да не све е скапо, али не задоволни. А не можам да се начудам на луѓето, како не сме толку задоволни, бе, чека се е скапо, верувам, ама да бидеме задоволни, јас не знам што сакаме повечко ние. Кажете ми, ве молам, кажете ми, кој најмногу според вас профитира од постоење на непотизам? Политичарите, роднините или партиските активисти? Па да ти кажам, и партиските, тие околе нима се знае кои се. Тие се вртат околе нима, вртни во медок и си ги лизе прстите. Така, благодарам за учеството. Продолжете да не гледате и понатаму. Продолжете и да бидете активни. Подсетуваме денес Црвена линија со сите вас, како граѓани зборуваме на тема или подобро да речеме болка и проблем која што се провлекува низ сите години наназад, а тоа е непотизмот. Па еве според вас зошто ниту една власт не го реши овој проблем? Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Па зошто, како рековте, политичарите, роднините или партиите? Партиските активисти. Партиите се создадени од политичари. Политичарите си имаат роднини. Тоа е еден затворен круг од три нешта. И затоа не се треба закон. Законот го носи парламентот, нели? Зошто не носи закон да го реши непотизмот? Затоа што не може после си вработи роднините и неговите од партијата. И тука нема што не е јасно. Политичарите, значи, со еден збор политичарите не сакаат да го решат тој проблем. А ние како граѓани, тој пратеник мене ми е роднина, утре детето ќе ми го вработи. Или тој во власта министер мене ми е роднина, ќе ми го вработи утре детето и си ќутам. Значи, треба да се вработи способен човек. Не може да се искорени непотизмот затоа што ние сме многу мала држава. Меѓутоа може да се намали, а ќе се намали ако се вработуваат соодветни лица на соодветни работни места, што ќе си ја сакаат работата и што ќе придонесат за тоа работно место и за таа фирма или предпријатие или во влада кај да се заботени. Само така, значи, работното место да биде заслужено и тој што ќе работи заслужено да си ја земе платата. А скроз да се уништи непотизмот нема да може. Меѓутоа, ова е кај нас пренагласено со неспособно вработени личности. Благодарам, пријатно. Ви велиме ние големо благодарам, останете со нас. Се префрламе на Facebook, продолжуваме со коментарот на господинот Благоја Петровски. Еве што напише. Сите три профитираат, се мисли на прашањето кој најмногу профитира од непотизмот, политичарите, роднините или партиските активисти.
Благоје напиша, сите три профитираат, ама тоа е така затоа што карактерот на граѓанинот, менталитетот на народот, односно масата, системот на државата е така поставен. Најчесто се гласа за интерес во 90% од случаите, односно семејство и пријатели за идеологија и интерес, односно партиски член, во 9% се на некој начин клиентелисти, гласачи за лична корист, а само 1% гласаат за програма, односно што ветиле политичките партии во интерес на поголем број граѓани. Што ќе направат? Ако во Британија политичките партии имаат 50.000 членови на 70 милиони граѓани, и тоа двете најголеми, кај нас двете најголеми политички партии имаат најмалку 80 до 100.000 членови на помалку од 2 милиони народ. Благодарам Благоја за учеството преку коментар. Продолжете, бидете активни на Facebook, на профилот на Црвена линија и секако на профилот на Телма телевизија. Пишувајте коментари и ве подсетувам, следете не на Инстаграм, се уште активна анкетата на која што денес ве прашуваме на кој најмногу му одговара или на кој најмногу профитира од непотизмот, дали се тоа политичарите, роднините или партиските активисти. Добар ден. Ден. Ве слушаме во Црвена линија. Слушаме? Да. Меѓуто, скапа вртејци да добијам. Ова е, што беше ова? Сега вака, кој профитира? Тој што го ствара непотизмот, тој профитира. А кој го ствара? Тој што го држи дизгинот, политичарот горе. Тој непотизам само кај политичарот е. Не можеш да пробиеш преку него. Тој непотизам е како крвта во телото, како крвот токот кај ни влезен и тие не можат без тоа. А овој посетниот, телевизијата или партијата не може кај ни непотизмот, тој док не прекрсти горе да каже, не проваѓа ништо. Но луѓево што се додворуваат им помагаат да го спроведуваат тој непотизам. Кај нас ова уште времење ќе оди, затоа што челниците тоа го стварат и тоа го прават и го протежираат и не можат да се откажат од тоа. Тие, ја не можам да разберам дека народ позади нив треба да живее и да стои. Срамота е ова што го прават. Сега, отпране за пензије, например, процентуално, кој им плаќа допринос на тие горе што се? Народот им плаќа. Тој не заработува нешто. Ништо не заработува. Народот му плаќал доприноси. И ја сум плаќал голема плата, голем доприноси. Благодарам за учеството, споделеното со гледачите. Подсетувам, 90 секунди се предвидени за едно вклучување. Завртете повторно на 023070005. Добре дојдени сте секако и повторно да се вклучите. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте. Јас мислам дека непотизмот постоje уште од бивша Југославија. Покојниот Тито викаше така, се можам да укинам, али пријателството никако не можам да го укинам. Значи, работата е у тоа што тие што дојдат на власт, прво се ги запослат своите најблиски и после ги запослат тие што са лепачите на плакати и на крајо, ако остане за бедниот народ некоја работно место, арно, ако не, збогум со здравје. Работата е во тоа што непотизмот владее многу години и никој пат нема да се искорене. Никој пат. Секој пат ќе се остане непотизмот и секој пат ќе си се запослуваат нивните луѓе. А оние другите можат слободно да бидат или без работа, или да се иселят од оваа држава. Значи, работата е во тоа што не може тоа да се среде никој пат. Тие што треба да ја средат таа работа, непотизмот да го средат, сами се они учесници во таа работа. Сами они тоа го работат. Ако не постоеше непотизам, јас лично зборам за мене.
Благодарам за споделеното во црвена линија. Подсетувам ве, молам, само внимавајте на тајмерот, 90 секунди автоматски се исклучува и тајмерот, но и линијата. Продолжуваме со оние кои што се активни на Facebook, продолжуваме со коментарот на госпоѓа Цветанка Стојановска и ве што напиша на прашањето на црвена линија зошто ниту една власт досега не го реши овој проблем, се мисли на непотизмот. Добар ден, Тина, добар ден, госпоѓа Цветанка, затоа што сите се исти со амбиции само за лични интереси, а слепи и глуви за граѓаните. Благодарам многу, Цветанка, за активното учество. Продолжете. Секако ве подсетувам, сите вие сте добре додени и на овој начин да земете активно учество во црвена линија. Ги читаме коментарите, пишувајте, споделувајте. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден, Мирослав, по телефона. Мирослав, повелете. Видите, прво да го разјасниме зборот непотизам. Ние го научихме од политиката. Ајде да видиме што у нашата граматика, у нашиот јазик, дали го има зборот непотизам. Од кај го увезовме овој збор не е непотизам? Значи, ние на македонски имаме многу другаче како се вика. Јас немам никаков против и на премиерот, черката, синот да биде заменик. Ако е вистински школован, а не по тето и по Гостивар да се школуваме. Тоа е броевен. Јас живам во Изберово. Значи не се крие. Значи не може некој да запусти сладкар у Свислен што пакувал таму колачи да работи у општина Бутар. Значи школото и да биде у Кирил и Методи, у установите на Македонија, установи СФРЈ, приватните факултети, ако не му дадете диплома, ако сте професор, ќе одите од работа, ако не го положи испит. Значи тука да се разбереме сега, да не биде многу груп. Некој човек сега ќе ова од првите луѓе треба да биде ако биде избран. Неговиот татко бил 2 мандати, како се века, пратеник. Благодарам многу за учеството во црвена линија, а денес се знае имаме алатка наречена Google пребаруваш, па токму на Google, ако впишете непотизам, ова ме инспирираше гледачот Мирослав предмалку, еве за потеклото на зборот. Сушност непотизмот представува фаворизирање роднини или пријатели при доделување на функции и почести без при тоа да се води сметка за стручноста. Зборот непотизам потекнува од латинскиот збор непос, непотис, со значење внук. Непотизмот името и го добил според практиката на црквата во средновековието, кога во католичката црква некои папи и владици кои според црковните закони немале право да стапат во брак, обично немале своји деца, па на своите внуци им доделувале привилегирани позиции, какви што обично според наследното право синовите ги добиваат или наследуваат од своите татковци. Ние секако ни сите овие години наназад никако да го искорениме или барем на минимум да го сведеме непотизмот. Зошто ниту една власт не го реши овој проблем? Добар ден. Добар ден. Ќе мора многу погласно, исклучително. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали сум на линија? Да, ве слушаме, продолжете. Не ве слушам. Ние ве слушаме, дали ви е намален тонот на телевизорот? Ало? Дали ви е намален тонот на телевизорот? Намален не. Добро е, дали се слушаме? Добро е, повелете. Евака, непотизам, знаеш што е? Ало? Ама ве слушаме, продолжете. Така, непотизам, знаеш што? Почна политичките партии од 94-та година. Од 94-та, со Бранко, па Јупшо Болграфилов, па натека и Мијалков, па натека и Заев, Ковачевски. Непотизам само нивните политички врски и влегува во тие криминални банди, неписмени луѓе примаа. Неписмени. Те се продолжете.
примаат во јавна институција, во државна, во приватна, а во јавна ги примат. Зошто? Зошто ги примат во јавна институција? Коите приватни компании имате работите? Ако се способни ќе работи, ги примат таму. Они се неспособни. Ги примат во јавна администрација. Тоа е непотизмот, што лепарче на плакати се. Дали тие биле сите? Исти испаднавише. Исти. Не биде од кај си јаво, се ги ставаат некои си лепарче на плакати. Мене не ми е потребна никаква политика, никаква примат деца, ама гледам кои работат. И тоа е и у полиција. Вика, јас сум закон. Не бе, ти си да го спроведеш законове. А не песи метро и жилет ги става полицајци. Шо е тоа овде? Тоа е. Благодарам за учеството и секако за споделувањето на вашите одговори на денешното прашање на Црвена линија. Темата ни е непотизам. Зошто според вас еве ниту една власт не го реши овој проблем? Добар ден. Македонија. Господине Тале, зошто ниту една власт не го реши проблемот со непотизмот? Сите политичари размислуваат пред се за своите најблиски, да се ги вработат за привилегии. Мислам дека најака врска е ромнинска врска, па после е другарска врска, па на крај краева евентуално е партиска врска за некое вработување. Јас тоа лично сум го искусил. И сега, кога некој човек кој ја сака Македонија, кој е борец за незе секојдневно, почитува се наше македонско, да се вработи таков човек кој е за Македонија, да се вработи во Македонија, имам разбирање, почитувам. Но кога се вработуваат луѓе кои немаат врска со Македонија, кои плукаат по мајка Македонија, кои немаат врска ни со македонски производи, ни со македонска музика, ни со ништо македонско наше, а се паразити на Македонија, тоа ми е многу болно кога такви луѓе ја цицаат Македонија цел живот со генерации и пак се предавници, душмани на Македонија. Господине Тале, на кого му одговара непотизмот? На политичарите, на роднините или на партиските активисти? На роднините, на политичарите. Не, партиски активисти се последна, што викаме така, нали. Прво се роднини и другари на политичари, а партиски се последни. Сега велам, исто ми е мило кога слушам дека, пример, еве сега, нали, актуелно е, кога жена на бранител, кој почина од нервози, од стрес, дека го ставија в затвор како бранител, од Игор Јук, жената, ако се вработи. За незе не ми е... Благодарам за споделеното, за учеството. Вие редовно сте активни во Црвена линија, знаете 90 секунди е времето, додека траеме повторно завртете го нашиот број. Инаку ве посетувам, кликајте на telma.com.mk, информирајте се за сите случувања во земјава и надвор од неа, брзо, ефикасно, навремено секако, а во однос на непотизмот задржете се на овој наслов. Сопруг на директорка и заменик председател на УМС на ВМРО ДПМН, вработени во МНАВ, реакција на синдикатот кој бара поништување поради нетранспарентност и непотребни вработувања. Според информациите на Телма, ако може да покажеме во дрежија, верувам дека ќе можеме, според информациите на Телма, член на надзорниот одбор на МНАВ, кој треба да ги контролира директорите на компанијата, бил дел од комисија што одлучувала за вработувањата на повторениот оглас. На овој оглас меѓу примените се Ивана Јук, сопруга на починатиот Игор Јук, осуден за упадот во собранието на 27 април, Атана Стамнов, сопруг на директорката на Централниот регистар, Анита Стамнова и Филип Ѓоргиев, подпредседател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Во првиот квартал од 2025 година МНАВ и во минус од околу 900.000 евра. Зошто според вас ниту една власт не го реши проблемот со непотизмот? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Непотизмот убаво како што прочитавте таму каде доаѓа етимологијата на самиот збор непотизам, со папството и папските индулгенции, воедно тоа се применува и кај нас, симонија. Видете таму на интернет, ќе прогуглате за симонијата, што значи, тоа ми е целта дека како што некојаш се давало за пари,
се купувале властите во минатото, значи во римските царства и низ многуте балкански војни, така и денеска некои дури ги добиваат работните места за пари, а оние кои што се навистина вредни и трудолюбиви не можат да стигнат. Јас ќе дадам еден еклатантен пример од мене, кај што работев 3 години у Министерство со договорно дело на лажеа, затоа што не сакав да видам партиски патрон, образован се, не дозволив да подклекнам под никакви притисоци. 2017 година, кога дојде СДС, со дојде на власт, мене ми избркаа од работа. Затоа што не сакав да им подклекнам. Некој необразован да ми кажува како треба јас да се однесувам на работа, притоа јас му ги вршев сите работи, работни обврски, таму он само лежеше во тоа време затоа што им дозволија. Јас не можев да го трпам тоа и едноставно напуштив од таму од министерство. И за примањето на жената на Игор Јук, јас ќе ви кажам дека таа жена треба да биде примена затоа што има 3 деца и толку. Благодарам за одговорите и секако за учеството во Црвена линија. Продолжете да не гледате. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Повторно јас. Повторно секако. Па видите вака. Непотизмот во секој случај се прави затоа што му треба на врхушката, која што е на власт, му требаат луѓе кои што ќе му шлукат и кои што ќе го ги одобруваат потезите кои што тие ги влечат. Конкретно, еве сега пензиите. Ги има шлукачи. Има луѓе шлукачи кои што шлукат. Без разлика што се многу луѓе погодени од ова решение кои што го донесе премиерот. Меѓутоа има луѓе што шлукат. А тие луѓе не зависат од пензија. Тие не се пензионери. Тие се ништо. Тие се шлукачи, ама се горе во врвот. И шлукат и еве сега ги прикажувате на екраните кај што шлукат едно друго. И исто така и за, да го спомнам, и Кочани. За изјавата на Мицковски за Кочани. Изјавата на Мицковски на Кочани е многу јасна, многу децидна. Нема што тука да се филозофира. Меѓутоа не рекол така. Арно, ама има луѓе што шлукат. Ете, тие се тие кои што се примени за да шлукат. И не само кај него, и за Министерството за внатрешни. И исто така шлукат луѓе. Се шлукачи за председателот. Што ќе да изјава некоја лева таму, едно друго кое што ја го... Благодарам за повторното учество. И практично можеме да ви демонстрираме како изгледа ако случајно не се доволни оние 90 секунди. Секако сте добре додени секогаш да повторно го завртите нашиот број. Добар ден. Ајде уште еднаш добар ден и убав ден. Добро, што ме уште еднаш, само намалете го тонот на ТВ приемникот. Намален ми е, готово. Ја мислам се разбираме. Продолжете. Намален ми е. Мислам дека убаво ве слушам и убаво ме слушате. Добро, продолжете. Значи, непотизмот постоje ли ќе постоje? Остално. Али најголемиот проблем е тој што се стават луѓе со нестручна спрема на некои места. Значи, он не знае точно да вози, а ти му даваш автобус да вози. И ќе ги истепа луѓето. Како ќе биде таа работа? Затоа, цело време тоа исто го кажувам. И пак ќе напоменам за пензионерите. Дај Боже, например, да нема пензионери, да бидеме сите млади. Значи, секој одвојувал у животот и никој не му го оспорува тоа. Значи, одделувал. Толку одделувал пред да отиде у пензија, му го рачунат у ПИО. Пријатно, готово. Од таму нема процент. Ако има некој заслужено повеќе, дај првиот сум тој и сите мои пензионери што стоат позадени, да го наградиме тој. А некако Илија Николовски стои у парламентот, не си одуе дома да руча човекот изморен, треба и да го наградиме. Треба и да го наградиме. Непотизмот постоја ли че постоја, исто како што постоеле, да не се изразувам со многу други збор. Али ни зависиме еден од друг. Значи никој не можеме сами. Значи сите зависиме.
Благодарам за учеството. И на брзина пред да преминеме пред на рекламите, Даниел Пауер себе што напиша, затоа што се уште не се родиле такви јунаци кои ќе удрат по сопствениот джеп и сопствениот интерес. Бети Китановска напиша, даде одговор политичарите, а Илија Цветановски напиша, секоја партија става своји луѓе за да утре може да ги оценува, да гласаат за таа партија. Одеме со реклами, по реклами се разбира резултати од анкета. Сега време да погледнеме како оние кои што не следат на Инстаграм одговорија на денешната анкета на Црвена линија. Прашањето беше граѓаните секако губат, но кој најмногу профитира од непотизмот? Под А политичарите одговорија 43%. Паралелно со истиот процент 43% одговорија дека се тоа роднините. Како одговор дали се тоа партиските активисти одговорија 14%. За следете на Инстаграм, секако на Фейсбук Црвена линија, Телма телевизија и кликајте на telma.com.mk. И Црвена линија ќе направиме една мала отстапка накусо, секако ќе ги поздравим, имаме и драго ние што имаме навистина верни гледачи кои активно го следат секој едно издание на Црвена линија, па дури и преку IPTV апликација во Хрватска. Поздрав до семејството од Калкич и секако Андријана, продолжете да не гледате и среќен роден ден. Драго ни е што каде и да сте, благодарение на технологијата, Црвена линија може да се гледа секаде, а преку социјалните медиуми и активно да се учествува. Продолжете да не следите. Се гледаме во понеделник.